Врсничкото насилство како огледало на односите во современите семејства е темата на представата Бог на колежот, која според наградуваниот текст на француската писателка Јасмина Реза ја постави актерката Весна Петрушевска како проект со кој магистрира режија на Факултетот за драмски уметности. Две реплики од текстот, вели Петрушевска, биле доволни таа да се впушти во оваа творечка авантура. Во текстот има една многу точна реплика, вели насилството тоа е нашиот бизнис. Насилството тоа е наша работа. И апсолутно ние сме дивљаци, ние сме насилни, ние сме неандерталци и ние не сме цивилизирани. Тоа го покажува нашето однесување воопшто како индивидуалци во општество во кое што го живееме, градиме, твориме, создаваме и тоа го пренесуваме на нашите деца. Во фокусот на действието се два пара родители што се среќаваат по тепачка меѓу нивните синови, при што едниот на другиот со стап му извадил два заба. Но куртоазната средба меѓу Анет и Ален и Вероник и Мајкл градира од меѓусебни обвинувања до тепачки, доловувајќи го нивниот лажен морал, насилно однесување, брачни проблеми, амбиции и робување на општествените норми. Покрај младите актери од школата на Весна Петрушевска, во улогите на родителите настапуваат Наталија Теодосиева како Вероник, Дарија Ризова како Анет, Ѓорги Јолевски како Мајкл и Симеон Монидамевски како Ален. Според Дамевски, неговиот лик верува во Богот на колежот како човек кој е адвокат на фармацевтски компании со огромни приходи. За да влезам и да можам да станам овој лик, морав да почнам да газам во малку темница за мене, во некакви темни страни на човештвото, но тоа е неопходно кога го работите текстот Бог на колежот. Лик на човек кој што од средната класа, бизнисмен со фирма за железарија, кој што се обидува да ги следи интелектуалните принципи на својата сопруга и е воодушевен од нејзиниот начин на поимање на светот, загрижена за светот и за човековите права, а во суштина ниту едниот, ниту другиот се држат до тие принципи. На ниво на жанр, Јасмина Реза го напишала текстот како сатира, а низ режијата тој се чита како трагикомедија со елементи на фарса и абсурд во функција на коментар на стварноста во која живееме. Јасмина Реза сака да каже дека ова е смешна трагедија. За сценографијата, која доловува современо уреден стан, беше задолжена Татјана Христоска, а функционалните костими се авторство на Наталија Терзија. Музичкиот избор го направи Весна Петрушевска, а се користи и нумерата на Игор Џамбазов, Пепел и мрак, што е всушност препеана верзија на руската песна Темна е ноќта во изведба на Марк Бернес. Бог на колежот е работена како копродукција меѓу МНТ и продукцијата Студио 70 на Весна Петрушевска. Според прикажаното, неопходно било да се крати густиот текст за да полесно и пооргански го усвојат актерите. Вака, од сцената гледаме коректна, но сепак игра на самите себе си во зададена ситуација кај Наталија Теодосиева и Мони Дамевски. Обид на Ѓорги Јолевски за раскошна, но недоработена креација и прецизна до детал игра кај Дарија Ризова. Можеби треба да се размисли представата да се симне на малата сцена, зашто камерниот формат овозможува подобро да се чујат и доживеат репликите, иако интеракцијата со публиката не изостана и при изведбата на представата на големата сцена на МНТ. И поразличните луѓе меѓу нас имаат потреба од љубов и семејна сплотеност. Ова е пораката од представата Фамилијата Адамс, што ја постави режисерката Теа Беговска, оживувајќи ги на големата сцена на драмски театар, необичните ликови од светски популарната франшиза повеќе од 8 децении, чиј двигател се мрачните сили. За таа цел Беговска направи драмска адаптација според филмовите од 1991 и 1993 година Семејството Адамс и семејните вредности на Адамс.
Фамилијата секогаш на прво место, без разлика на целиот хаос, се што се случува надвор, пред се за нив, љубовта е број еден, односно еден за друг се секогаш тука за било што. Низ действието, публиката следи две линии. Обидот на лудиот иноватор Чичко Фестер во изведба на Сашо Тасевски да си ја врати девојката Деби и желбата на керката Уенсдеј, што ја игра Нина Елзесер, да се омажи со незиното момче Лукас. Прв пат кај неа се будат некои основни чувства, како например страв, чувства љубов за незиното момче Лукас, кој што го толкува Маријан Наумов. И како всушност таа почнува да наликува и на мајка ѝ. Заљубен во погрешна особа и тука е неговата трагедија, фактички на ликот. Така што тој се прави да се поврзе со својата сакана, но тоа е еднострана љубов. А стожерот на фамилијата се таткото Гомес, кој го толкува Предраг Павловски и мајката Мортиша во изведба на Трајанка Илиева Велич. Има многу љубов кај Мортиша и кај Гомес и посебно има таква страстна љубов. Кога и да се вида, тоа искри, тоа жари се. Представата изобилува со хумор, кој што потекнува од ситуациите и однесувањето на ликовите, поврзани со нивното доживување на љубовта. Го има тој црен хумор кој што ние се потрудивме да го прикажеме, се надевам дека ќе бидеме смешни. На нас ни беше. Покрај актерите од Драмски театар, во улогите на духовите настапуваат студенти од Факултетот за драмски уметности и од Универзитетот Европа Прима. Реалистичната сценографија е на Никола Пијанманов. Костимите ги креира Радка Джамбазовска и Раде Василев, музиката е на Енес Беговски, а кореографија направи Бојан Лазаров. Според прикажаното, представата е градена врз успешната поделба на улогите меѓу средната и младата генерација актери од Драмски театар, кои улогите ги граделе по примерот на познатите креации од филмовите за семејството Адамс, но останува низ изведбите да се усвои динамиката на играта. Иако е наменета за млади, фамилијата Адамс е представа и за возрастни, зашто не подсетува дека љубовта има вонсериска моќ за позитивни промени кај луѓето.